Драги гледачи, добре дојдовте назад во нашиот Халки подкаст. До сега никако разговорот во однос на родителството не беше со родители, но денес за прв пат во нашиот подкаст имаме дете, односно со нас е Лара. Лара, добре дојде во Халки подкастот. Дали се чувствуваш добро? Да. Да, супер. Кажи ми, си имала некое претходно искуство вака да одиш на пример на телевизија или за да те снимаат за на YouTube како што кажуваш ти, или ова е прв пат? Прв пат ми е да видам на YouTube. Прв пат ти е. Како се чувствуваш заради тоа? Па малку се чувствувам возбудливо. Океј. Јас ќе ти помогнам да таа возбуда не е тука, нели, не е во граница, доколку имаш нешто кое што може би ти е непријатно или прашање кое што не сакаш да го одговориш, те молам, слободно можеш да кажеш кате не сакам ова да го одговорам, океј? Океј. Пепет. Добро. Ти имаш 9 години. Да. Да, добро. Кажи ми, имаш братче, сестриче? Имам брат помал. Колку години има он? 5. 5 години. Играш со него? Да, понекогаш се тепаме малце. Понекогаш така малце? Да. А што прават мама и тато кога вие се закачкате? Па не караат за да не се закачкаме. Па да, на родителите, мислам на сите нас не е многу важно да нели имаме добри односи с брат со сестра, да си играме, да другаруваме, да се чуваме. Еве, го чуваш ти твоето братче како поголема сестричка? Да. Да, супер. Ајде да им кажеме на сите оние кои што не гледаат тебе, што најмногу ти правиш најчесто со мама и тато? Па одиме на излет и многу ми е интересно кога ние се викаме другари и си играме со другарите и носиме сложувалки или си цртаме и понекогаш се надпреваруваме кој ќе направи прв сложувалка, кој ќе нацрта поубаво, тоа по дома и на излет го правиме. И како се чувствуваш ти кога си со мама и со тато, еве кога одите на излет, па тука се и другарите, играте сложувалки, како се чувствуваш тогаш? Среќна. Среќна? Да. И ме радува што го кажуваш ова, затоа што еве ние возрастните често пати и другите родители кои што ни беа гости на овој подкаст, зборувавме за тоа колку е важно децата да си поминуваат време со своите родители и да играат нешто, па еве сега и од страна на дете да го слушнеме тоа дека децата баш се чувствуваат среќно кога одат на излет, играат со сложувалки, можеби цртаат, така? Да. Супер. Јас се прашувам, ти си 9 години и ние викаме не си многу голема, а па не си ни мало детенце. Имаш ли нешто што сакаш да го правиш сама, а мама и тато постојано ти помагаат? Па јас сакам сама да си направам за доручек, ама татко ми не ми дава, вика дај ќе се заколеш со ножот. Порака до тато малце повеќе да и верува на Лара, така? Да, но сигурна сум дека и тато е загрижен, е исплашен да не се повредиш. А може ли заедно да пробате на почеток? Тато да ти покажува, да те поведува или може би мама, се додека ти не собериш баш онака снага за да си правиш сама доручек. Може таков договор? Може, ама еднаш кога сме пробале и убаво беше јадењето. Убаво беше јадењето? Добро. А мама што кажува кога еве и велиш нејзе? Мама, сакам нешто сама да правам. Не ми помагај ти. Не знам, не сум ја прашала такво нешто. Па добро, мама може би и ти дозволува повеќе работи да правиш сама. Да. Да, супер, одлично. И сега ние спомнавме дека понекогаш, нели, еве кога сме заедно со родителите сме среќни, ама па не секогаш сме среќни, верувам дека и ти како детенце не секогаш си среќна, туку понекогаш си тажна, лута, исплашена. Да. Да. Што правиш во тие моменти, еве кога си тажна? Кога сум тажна, плачам и насекирана сум, не знам, ако нешто лошо сум направила. Што ако нешто лошо си направила? Што размислуваш? Па како да се поправам? Ми се допаѓа што сакаш да го поправиш тоа и да го поправиш еве нешто. Ако нешто лошо си направила твоето однесување, и во ред е да понекогаш сме тажни. Бараш помош од мама и од тато кога си тажна, им кажуваш нив? Да. И што ти велат они? Па Те гушка? да, со гушкање све поминува. За ова браво сега една голема петка, за гушкање се поминува. Така е. А кога си лута, што правиш? Па
Брискам во перница. Врискаш во перница. Да. Мислам дека мама и тато зборувале како се покажува лутина, пошто ние нели викаме имаме право да сме лути, така, но кога сме лути не треба да ги повредуваме другите. И супер техника е кога сум лута да врискам во перница. Никој не ме слуша. Але сега ќе ти кажам уште една техника, односно нешто кое што треба да го користиме кога сме лути, а тоа е да кажеме луте сум, ме лутиш со ова, туку малце да имаме така некое луто лице. И да им кажеме зашто сме лути, дали на мама, дали на другарче или на некој друг кој што ете не налутил во тој момент. Кажи ми, еве, како ти поминува тебе денот? Одиш во училиште? Се враќам од училиште, а во училиште си поминувам многу убаво, си играм со другарчињата и учам нешто ново од училиштето. Супер, па затоа ни е училиштето, така? Да. Да научиме многу нови работи. Океј, имаш многу нови другарчиња таму? Не нови, туку кога се запознав од прво оделение, тогаш ми беа нови, но сега се дружам со нив нормално. Сега си се дружи со нив нормално. А после училиште имаш, не знам, нешто, некој спорт или можеби на англиски, на нешто и одиш на некоја дополнителна активност? Да, одам на хип-хоп со мојата другарка Софија, што ми исто така од училиште. Поздрав до Софија, ќе ја поздравиме? Да. Супер. Добро, освен на хип-хоп? Па одев на музичко и на тенис и на поточење, ама се отпишав. Па јас знаеш што си викам вака хип-хоп, музичко, тенис, поточења, тоа никако како многу активности да се така. Беше изморена? Да, ама дека се отпишав од тие 3 работи, сега останав само на хип-хоп и многу ми интересно. Па супер, тоа е една порака до родителите дека не мора децата на се да одат затоа што нели и на хип-хоп, и на музичко, и на тенис, и на англиски, и на германски затоа што така и децата се изморуваат. Да. Супер. Кажи ми, дозволуваш ли, например, кога еве си во училиште и си тажна, некој да ти помогне или не кажуваш дека си тажна? Не кажувам дека сум тажна, затоа што може нема да ми помогнат другарчињата, не знам. Супер. А на наставничката? Да, на наставничката и кажувам. Да, затоа што наставниците, родителите се некои кои што ние викаме се наше безбедно место, односно возрастни кои што можат да ни помогнат секогаш кога имаме некаков предизвик. Да. И јас затоа викам дека наставниците ни се втори мајки или татковци ако е машко. Супер, да. Затоа што и ние многу учиме од нив и поминуваме голем дел од времето со нашите наставници. Јас се сеќавам дека од мојата наставничка која што ми беше до 4-то оделение научив многу работи за еве јас денес вака тука да зборам па дури и на оваа тема. А што правиш ти кога некој другарче е тажно? Па се сочувствувам со него и пробувам да му помогнам некако за да не биде повеќе тажен. Дај уште една петка. Многу ме радува ова. Го гушкаш другарчето? Да. Ако ти дозволи. Да. Така. Добро. Тоа значи дека секогаш сме тука за нашите другари или за некој кој што му е тешко да му помогнеме. А братчето кога е тажно? Па братчето кога е тажно и мајка ми и јас и татко ми му помагаме. Сите заедно му помагате? Да, па семејство сме. Супер семејство сте. Океј, многу ме радува што така зрело размислуваш дека сте семејство и дека на семејните членови нели секогаш ние им помагаме и сме тука. Јас сакам да те прашам, пошто еве понекогаш со оние деца со кои што јас работам, знам да слушнам дека во училиштата, во училишниот двор, на улица, знаат да се слушнат и оние навредливи и не толку многу убави зборови. Така? Да. Посебно од машките. Посебно од машките. Што правиш ти кога еве некој те навредува? Одма кажувам дома дека некој ме навредува и они ќе пренесат на наставничката и не знам наставничката нешто ќе направи за да не го прават повеќе тоа. Знаеш, јас честопати и на децата со кои што работам им кажувам, се слушаат и од машките, се слушаат и од девојчињата, тие зборови не се слушаат само нели од момчињата. Да. Но оние кои што понекогаш кажуваат навредливи зборови или зборови кои што не се пријатни така да за нашето уво за ние да ги слушнеме, честопати тие деца се навистина тажни.
Знаеш, они не го прават тоа намерно за никако да го повредат и ние знаеме да кажеме ајде да поразговараме, па зошто си тажен, зошто тоа го направи, може ли да разговараш со мама, со тато за понатаму, да не се навредуваат тие, да не се кажуваат и да не се навредува така. Океј. Ти се случува тебе така некој да те навредува? Да. А понекогаш користиш и ти такви зборови? Понекогаш. Понекогаш, значи сепак не е само скај момчињата, туку... Да. И што прават тогаш другарчињата? Еве и ти понекогаш кога ќе ги навредиш. Па ме кажуваат на наставничката и ако они мене ме навредуваат и јас ги кажувам. Кој волшебен збор го кажуваме кога некого ќе го повредиме или ете така, не сакајќи нешто ќе направиме? Па јас највише го користам те молам прости ми, дека не сум сакала тоа да го направам, ми искочило од устата и жал ми е. И затоа... Те молам прости ми, извини, така. Да. И супер е што го користиш тоа, затоа што да, мислам, и ние возрастните правиме грешки и вие децата, ама па многу е битно да побараме извинување или еве како тебе те молам прости ми, ама и да се подсетуваме дека се извинуваме и не продолжуваме постојано истото да го правиме, така? Да. Добро. Се случува ли некогаш да еве некој другарче така ти кажува не сакам да си играм со тебе или се соберат повеќе другарки и тебе ти исклучуваат од таа игра? Не ми се случува никогаш, ама може би ќе ми се случи, не знам. А си имала некој пример така да гледаш во училница или во парк кога некој другарче е исклучено од игра? Не. Ама верувам дека тоа другарче не се чувствува пријатно, знаеш? Што би направила ти ако го видиш тоа? Ако го видам тоа, одма би ги прекинала таа група што го isfrла другарчето и дека треба сите да бидеме заедно во група и не треба да isfрламе никој. Супер, туку треба сите да се дружиме така и да играме, да помагаме, да користиме волшебни зборови. Океј. Сега ќе те прашам, имате вие правила дома на однесување? Да. Да. Има некое правило кој што многу ти е тешко? Да не плачам по 10 пати на ден дома. Така ти била? Да не плачам? Да. Ама јас сум сигурна дека ти имаш причина зашто плачеш. Да. Да. И затоа ние на родителите им кажуваме дека секогаш кога детето покажува некаква тага или лутина, баш онака да прашаме зошто се чувствуваш така, како можам да ти помогнам, ајде заедно да најдеме некакво решение. Ти текнува ли нешто? Забеле, плачеше? Не. Океј. Имаш некој пример вчера што си плачала? Па не се сеќавам баш. Не се сеќаваш? Добро, океј. Добро, кажи ми, освен тоа правило, има ли нешто кое што еве некогаш родителите ќе ни кажат, собери ги играчките, врати ги на место, направи си го бирото, ајде пишувај домашно и ти така. Не, сакам ајде уште малце да седам на телефон. Да. И што го правиш и ти тоа? Да. И што прават мама и тато кога ќе еве ти кажеш не сакам да играм уште игрици? Татко ми најчесто ми вика или ќе ти го блокирам телефонот на една недела или седни и напиши си домашно за да бидеш слободна утре. И ти седнуваш? Да. Па добро, тато кажува или ќе играш на телефон или добро, супер. Чим тоа за вас функционира и ти тогаш го пишуваш домашното, тоа е во ред. Ние треба да бидеме, кога сме така деца, треба да имаме во мозочето некаде една порака дека родителите нас не ни мислат лошо. Знаеш? Баш тато сака да ти бидеш слободна, да си добар ученик, да си го напишеш домашното на време, така? Гледам дека доста време поминуваш со тато. Да. Да. А што правиш со мама? Па со мама одиме на шопинг, си купуваме сладолед и интересно ни е. Супер. Понекогаш ме носи она на хип-хоп, понекогаш тато. Супер, одлично. А кажи ми, еве, одиш на хип-хоп, се надпреварувате таму? Да. Да. Какво е чувството кога не секогаш сме прво место на надпревар? Па тажни сме дека многу добро сме изиграле, ама мислењето на другите не е исто како нашето. Добро. И они ни дале, например, од 3 второ место и ние не сме баш толку среќни, ама дека не сме добиле прво место и тажни сме. Тажни сме. И
Сигурно не секогаш е пријатно кога ќе изгубиме дали во некоја игра, дали на надпревар, ама па од друга страна јас секогаш велам во ред, сега сме второ место и може да се потрудиме за нареден пат, за нареден надпревар да победиме ние, нели, не е крај на светот и второто место е второ место, некој мора да биде второ место, така? Океј. А секогаш си со петки на училиште? Не. Па добро, знаеш, и тоа е важно. Не може во се да бидеме одлични и добри. Да. Така, и да им кажеме на родителите, окей, да можеби повеќе сакаме природни науки, така? Да. Ама не е тешка математиката, затоа што не може секое дете да биде одлично во све. Да. Да, добро. Океј. Кажи ми, имаш ли некој пример кога, баш однака тато и мама не прифаќаат нешто што ти го сакаш многу? Не. Не се... Они секогаш ти дозволуваат све? Не ми дозволуваат све, ама Значи ми битно дозволуваат е да имаме правила. Да. Да. Што ни овозможуваат правилата? Да бидеме какви деца? Да бидеме добри и умни деца. А знаеш зашто родителите ги поставуваат правилата? Не? Не. Јас честопати им кажувам на децата дека родителите правилата ги поставуваат затоа што се загрижени за своите деца и затоа што им мислат добро. Океј, јас сакам да те прашам, што правиш ти кога си исплашен? Па, не се случува никогаш да сум исплашена, ама во темница, например, кога ќе се разбудам навечер, мајка ми ја затвора вратата и многу е темно, а јас се плашам од темнината и веднаш ја отварам вратата. Супер, И од за тоа да ти се влегува плашам. светло, се Да. плашиш од темнина. Да. Јас сега ти кажам нешто, може? Ќе земиш дома еден супер херој кој што ти го сакаш, не знам, некој кој што ти е умилен, и ќе го обоиш со некоја светла боја, можеби жолта или портокалова, баш со некоја светла боја, и ќе го залепиш во твојата соба за секој пат кога ќе влезеш во собата и ќе изгасиш лампата, те потсетува дека тој супер херој е тука и ти дава многу сила. Може да пробаш така? Да. Океј. Па добро, ти си доста храбро девојче, викаш дека само од темнината се плашиш. Па и од пајаси и змии. Океј, и во ред е да се плашиме. И ние возрастните се плашиме, еве, например, јас се плашам од длабока вода. Не ми е баш многу пријатно, али чекор по чекор со помош од нашите блиски, еве ти од твоите родители, тие стравови се надминуваат и ги победуваме. Да. Добро. Кој ти е омилен предмет во школа? Природни науки. Што учите по природни науки? Па за домашно имавме да направиме струјно коло и наставничката ги гледаше најубавите. Моето го зема и на една другарка Јана и другите не знам кој ги одбра. Супер, браво. Ме радува тоа што и твоето струјно коло е избрано од страна на наставничката. А како се чувствуваме ете кога нема некогаш нашето струјно коло или нешто друго да е избрано? Тогаш како се чувствуваме? Не се чувствувам многу среќна. Знаеш да си онака баш налутена? Или можеби да навредиш некој другарче зашто моето не е? Не, ако моето струјно коло не е избрано од страната на наставничката, не сум јас крива, ниту другарчињата. Затоа не треба никого да навредувам ако не било одбрано моето. Супер. Секогаш можеби некогаш ќе бидат исти другарчиња, исти награди ќе добијат, но некогаш може и некои другарчиња други да добијат награди. Пак ќе кажам, не може ние во се да сме добри и одлични, по некои предмети ќе бидеме многу добри, по некои предмети ќе бидеме послаби, така? Супер. Со што те лутат мама и тато? Па, кога не ми дозволуваат да гледам многу на телефонот, ама и јас сватив со текот на времето дека е штетно за моите очи и дека од малечка 9 години ќе носам наочари, затоа не треба многу долго да гледам на телефон. Многу ме радува што го кажа ова, дека си сватила, пошто ние возрастните на вистина сакаме вас децата да ве заштитиме од овие екрани и телефони, затоа што на вистина не е толку многу здраво. Не само за очите, туку и за мозочето, па ќе бидете поизморени, нема да бидеш фокусирана на училиште, можеби ќе ти пречи во однос на учењето. Лесно ти беше да го прифатиш тоа? Да. Со текот на времето сватив дека телефонот мене ме прави нервозна. И дека ако гледам на телефонот, потоа
не се чувствувам многу не дека не се чувствувам многу среќна, туку сум нервозна и така сакам да поминувам повеќе време на телефонот ама се одвикнав од тоа. Се го одвикнала тоа. А кога кажуваш дека овака се чувствуваш нервозна, што правиш, како се однесуваш? Одам во собата и не знам. Се случува, например, можеби да викаш, да си гласна, да ги фрлиш играчките или нешто, цртежите. Да. Телефонот, кога го користиме премногу, со тоа чувство на нервоза, некогаш ни прави да не баш се однесуваме така како што треба. Кажи ми, зашто му помагаш на твоето братче? Му помагам, например, он не знае како да црта и јас понекогаш одиме во мојата соба и му помагам како да црта. Му ја фаќам вака раката со мојата, му викам нацртај сега триаголник, па круг, па коцка и ги бои он после и му ги покажуваме на мама и на тата. Секој би посакал да има ваква сестричка или другарка која што ќе помага и супер е тоа што твоите родители те научиле дека оние кои што нели нешто не можат, не знаат, треба да им помагаме. Да. А он ти помага нешто? Не. Уште е мал. Да. Добро, супер. Може би сакаш ти нешто мене да ме прашаш? Не. Не? Супер, одлично. Кажи ми, имаш баба и дедо? Дедо немам, ама баби имам. Баби имаш, окей. Те чуваат они? Да. Да. Они се дозволуваат? Да. Све дозволуваат. Повеќе отколку родителите. Повеќе отколку родителите. Океј, но јас сум сигурна дека и баба, и бабите две, и тато и мама мислат на вистина добро и за тебе и за братчето и дека ќе најдат договор за истите правила што ги има. Кај мама и тато да ги има и кај баба. Може? Така да се договориме? Да. Добро. Кажи ми, твоето братче ги собира играчките? Не, ама не ни растура многу по дома. Добро. Он имаше 5 години, така? Да. Да. Супер е на таа возраст и он да ги собира играчките, па јас ти велам, може ти да го научиш да го фатиш за раче и да му кажеш дека ете треба да се собират играчките, да има и он некоја задача. Може? Може. Супер, договорено. Ајде да видиме што за тебе значи добар другар. За мене добар другар значи, например, ако сум тажна, да се сочувствува со мене. Секогаш да биде со мене вклучен во игра, да не ме отфрла, како што кажавте претходно. И не знам, да се дружиме секогаш заедно, да не се навредуваме. Да не се караме, да не се навредуваме, да. Да си помагаме. Ти имаш многу добри другари? Да. Супер. Ме радува што имаш многу добри другари. Ајде да видиме, кажавме многу важни работи, а тоа е дека родителите треба да поставуваат правила, така, дека правилата ни се многу битни, како дома, така и во училиште. Знам дека понекогаш се прекрашуваат правилата, али да се трудиме да ги почитуваме. Важно е да им кажеме на родителите дека за некои правила, кога се договараме, битно е да ги разговараме со децата и заедно да ги создаваме тие правила. И откако ќе ги создадеме, доколку не се почитуваат, да видиме која е последицата, доколку не се испочитува тоа правило, така? Да. Друго нешто кое што ни беше многу важно, те пофалуваат ли мама и тато дома? Пофални зборови да кажуваат. Ако добиам 5 во училиште, да, ме частат највише за бургер. Ме радува, добро, супер. Ако добиеш помала оценка? Тогаш ме караат и ме казнуваат. И те казнуваат. Јас ќе дадам тука еден мал совет до родителите, може? Ќе ми дозволиш? Ајде да не казнуваме, туку да имаме некаква последица во однос на правилото. И јас верувам дека таа оценка брзо ќе се поправи и да прифатиме дека и окей се и петките, но окей и тројката. Знаеш, дедо ми викаше, тројката е царска оценка. Добро е понекогаш да имаме и некоја оценка која што не е петка. Ке научиме следен пат и ќе имаме повисока оценка, така?
Така да, драги родители, повеќе користете ги пофалбите. Супер е да ги учите вашите деца да ги користат сите тие волшебни зборови, да сте тука за нив, како што ни каже и Лара, кога мама и тато се тука, кога она е тажна, кога е лута, кога е исплашена, да поминувате квалитетно време со вашите родители, како што Лара го поминува, а тоа е да одат на излет, да цртаат, да редат сложувалки, да си помагате другарчиња, а воедно и да помагате и да се дружите со своето братче или сестриче. Лара, ти благодарам многу што денес си во нашиот Халки подкаст. Убаво ти беше? Да. Да, пријатно се чувствуваше? Супер. Дај ми сега една петка.